Добар ден, време е за дневникот во 16:30. Гледајте за настаните и актуелните појави на истокот и пошироко веднаш по кратката најава. Денес и утре полуматурантите се пријавуваат за упис во средните училишта. Стручните училишта се почест избор за средно образование. Собствениците на диво изградени објекти нема да имаат имотен лист, а рушењето е повеќе од известно. Штип е прв на истокот по бројот на дивоградби. Промовирани се нови 20 наслови од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа. Од планираните 366 дела, досега отпечатени се 50 наслови. Денес и утре е првото пријавување во јунскиот уписен рок во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени задутре. Средните училишта на истокот располагаат со 3128 слободни места. Почна запишувањето на полуматурантите во средно образование кое е задолжително во Македонија. Денес и утре е првото пријавување во првиот јунски уписен рок за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени во среда. Електротехничката струка ќе има 4 паралелки во 4-годишно образование, една од 3-годишно образование. Машинската струка ќе имаме 2 4-годишно и 2 3-годишно образование. Туристичко-угостителската една 3-годишно образование и спортската академија нега на ниво на спортска гимназија 4-годишно образование, значи една паралела. Интересот е подеднаков, малку доминира техничка за компјутерска техника и автоматика, доминира таму бидејќи знаеме дека информатиката е иднина, односно двигател во иднината. Задоволни сме од одзивот, очекуваме дека во наредниот период ќе дојдат уште повеќе ученици, бидејќи гимназијата е едно од најдобрите училишта кои што може да им понуди вистинско и добро образование. Во просек секоја година запишуваме по 7 паралелки, па ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Денешната одлука игра голема улога во изборот на идната професија. Гимназија Славчо Семенски. Зошто токму гимназија? Бидејќи е општо и бидејќи не сум определена кој смер сакам да продолжам за факултет. Ќе запишам електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Информатика. Зошто токму информатика? Па не знам, затоа што сметам дека иднината е во информатиката. Дојдеме да запишеме со керкичката. Електротехничар сакала да учи за ПТТ. Па да си проба среќата. Го поддржувате нејзиниот избор? Поддржуваме, тоа е нивен избор и сепак секој родител треба да се гордее со детето што сака да изучи. Првиот ден од првиот упис покажа дека најголем интерес има во средните стручни училишта, односно најмногу пријави денес добиле средните стручни училишта Колен Ехтенин и Јане Сандански. Од средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев годинава се надеваат на поголем интерес од учениците со помал просек. Вториот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 1 јули. Третиот уписен рок е на 24 август, а училиштата што нема да ја пополнат квотата ќе може да запишуваат ученици до 27 август. Нови 20 наслови од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа беа промовирани на третата промоција од почетокот на овој проект, во кој се планирани 366, а досега преведени и отпечатени се 50 наслови. Денес промовирани 20 нови книги од едицијата Врвови на светската филозофија, историја, психологија и психоанализа, преведени на македонски јазик. На овој начин Македонија целосно се отвора за светската, односно западната научна мисла, нешто што не беше случај досега, истакна на промоцијата премиерот Никола Груевски. Покрај ова, мошне значајно е што при преводот се застапува македонската терминологија, наместо странцизмите, рече во своето обраќање академик професор доктор Витомир Митевски. Именно ние долго, можеби и предолго време, користевме така наречена интернационална лексика, кога станува збор во философијата особено, но и во психологија и така натаму. Тоа интернационална значи употреба на латинизми, на грцизми и на некои други странски зборови, толку многу во толку голема мера, што едвајќи го препознаевте говорникот дека зборува македонски. Овдека, уште во самиот почеток, и преведувачите се трудија, но и редакторите ние донесовме начела според кои мора да се трудиме да внесеме македонска терминологија.
Преку оваа едиција македонската источната јавност и студентите добиваат уникатна можност за користење на богата продукција на дела создадени во рамките на научната дејност на најреномираните британски, американски и германски универзитети, подлече министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Ова се дела кои извршиле пресудно влијание врз развојот на психолошката, историската и филозофската мисла во секој сегмент на незиниот развој и од тука тие ќе имаат клучно влијание врз натамошниот развој на македонската наука, култура и високо образование. Особено важно е да се напомене дека оваа едиција има уште една многу значајна придобивка, а тоа е афирмацијата на македонскиот јазик и неговиот лингвистички потенцијал за артикулација на најсложените нијанси на мислата и незиното толковно значење. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија во текот на минатата година регистрирани се над 1000 бесправно изградени објекти. Околу 200 се објекти за домување, 176 се доградби и надградби. Во најголем број дивоградбите се во приватна собственост. Штип е општина со најголем број дивоградби на истокот, а високо котира и на државно ниво. Според податоците на Државниот завод за статистика, за 2014 година регистрирани се 1075 бесправно изградени објекти на ниво на цела држава. На источниот регион Штип е со најголем број на регистрирани дивоградби и тоа со бројка од 49, по Штип е Виница со 24 бесправни објекти, Кучани со 19, Дилчево 12, Македонска Каменица 11 дивоградби, Пробиштип со 9, Берово со 7, Пехчево 4 и општина Зрновци 1 изграден бесправен објект. Откако стапи на сила законот за легализација, бесправната изградба на објекти се санкционира, но сепак се продолжува со нелегална градба. Уште од почетокот на мандатот на градоначалникот Захариев во 2013 година беше објавен јавен апел до сите граѓани на Штип, посебно оние кои што градат, дека со доаѓањето на секоја градежна сезона треба да се ги подготват сите документи, значи вклучително и градежна дозвола за своите градби. Меѓутоа очигледно дека одредени субјекти продолжуваат со нелегална градба, најверојатно мислејќи дека на тој начин можат да ја измамат и локалната самоуправа и државата. Меѓутоа се лажат, бидејќи како и да е, тие не може да добијат имотен лист за оваа нивна дивоградба како прва работа, а како второ не може да спијат мирно, бидејќи во секој момент нивниот објект може да биде срушен. При избор на фирма преку тендерска постапка нелегално изградените објекти ќе бидат срушени, а со самото тоа лицата кои не го почитуваат законот самите на себе си дополнуваат поголем трошок, бидејќи покрај загубената материјална вредност, тие се должни да ја платат фирмата која ќе им го руши објектот. Апелираме до сите граѓани, оние кои што градат, да повелат во општината, да ги следат законските процедури, да ги набават сите градежни дозволи. Денес не е воопшто тешко, бидејќи најголемиот дел од целата постапка се води и на интернет преку овластени представници, што значи дека многу е леснето, така што и сумите за градежно одобрение се намалени, што значи дека можат целата процедура на легален начин да ја истераат и да бидат мирни дека нивниот објект е легализиран, да добијат имотен лист и со тоа да го остават на следните генерации. Вака само ризикуваат дека објектот може да им биде срушен во секое време. Според видот најчесто се прават објекти за домување, помошни објекти и доградба на тераси. Штипјани се покажаа како лесни за измама, но и подготвени со подкуп да се обезбедат работа, пензии, станови, па дури и возачки дозволи. Проби Штипјанец измамил неколкумина штипјани, заработил 3300 евра, но фатен од полицијата и лишен од слобода. Кривична против Проби Штипјанец кој измами неколкумина штипјани. Тој со лажно прикажување на факти ги мамил дека е добар познаник со високи политички и владени функционери и покрај така наречените врски ќе им помогне при добивање на социјални станови, возачки дозволи и инвалидски пензии. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против 24 годишен Проби Штипјанец поради постоење на основано сомнение дека сторил продолжено кривично дело измама. Пријавениот во временскиот период од август 2014 година до февруари годинава со намера за себе да прибави противправна имотна корист, со лажно прикажување на фактите, довел во заблуда неколку граѓани од Штип. Тој наплаќал разни тарифи во зависност од побараната услуга и мамејќи ги граѓаните, тој заработил вкупно 3300 евра. Ова не е прв случај од ваков тип на измама во регионот.
Пред 2 години Штипјанец измами повеќе граѓани од Штип за неколку пати поголема сума, ветувајќи им вработување и купување на социјални станови. За кривичното дело измама пријавениот е осуден. Последниот случај на измама се покажа дека граѓаните сакаат на брз и лековерен начин да ја постигнат својата цел, што ги прави одговорни за измамата исто колку и измамникот. Планината Голак доби едукативна пешачка патека на која се поставени информативни табли за запознавање пред се на децата со биолошката разновидност и природните богатства во Брегалничкиот регион. Планината Голак во Делчево деновиве доби едукативна патека, уредена и обележена со информативни табли. Под мотото Патеката на Петко и шумските жители, викендов Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО во соработка со општина Делчево успешно ја уредија патеката како дел од проектот Еколошко образование и зачувување на природата во Брегалничкиот регион. Организиравме патека за деца, едукативна патека за деца. Како што може да видите, таа се вика Патеката на Петко и шумските жители. Петко е кученцето кое сите дечиња го знаат од емисијата 5+. А инаку идејата за оваа патека дојде од организацијата ОХО, која го спроведува проектот преку програмата за зачувување на природата, која е спонзорирана од страната на швајцарската влада, односно швајцарската агенција за соработка, и спроведена од страна на Фармахем. А инаку имено за таблата имаме 4 видови на табли, информативни табли. Значи едните се за видови на инсекти на Голак, другите се за шумски плодови, за животни и за дрвја. И имаме некои интересни моменти низ патеката, како што се ксилофон, како што е хотел за инсекти, хранилки, трупци за одење и така натаму. Тоа се некои моменти едукативни со забавен карактер. Тука ние таблите ги поставивме за срна, за дива свиња, за верверичка и за лисица. Покрај уредувањето на патеката викендов со убавините на воздушната бања Голак со разновидниот растителен и животински свет се запознаа учениците од Брегалничкиот регион. Покрај патеката ние организиравме тука и екокамп на кој децата може да се запознаат со разните видови растителни и животински на планината Голак. Беа 25 деца од 5 различни градови од Брегалничкиот регион. Имавме дечиња од Пробиштип, дечиња од Виничко село Блатец, имавме од Кочани. Шумите на планината Голак се составени од различни видови листопадни и глолисни дрвја. Доколку се посети планината Голак во следните 1803 чекори, движејќи се по патеката на Петко и шумските жители, секој ќе има можност да се запознае со биолошката разновидност на оваа планина. Се е подготвено за второто издание на музичкиот фестивал True Sound of Каменица. Потврдени се изведувачите, меѓу кои италијанскиот диџеј Мануел де ла Маре и босанската атракција Бендот Зостер. Фестивалот има за цел да ја промовира и афирмира урбаната култура и начинот на живот. Македонска Каменица се подготвува за второто издание на музичкиот фестивал True Sound of Каменица. Потврдени се главните звезди на фестивалот, италијанскиот диџеј Мануел де ла Маре, кој ќе настапи на 3 јули, и босанската атракција Бендот Зостер, чиј пак настап ќе биде на втората фестивалска вечер на 4 јули. Покрај нив уште низа популарни имиња ќе бидат дел од овогодишниот фестивал. На првата фестивалска вечер покрај де ла Маре ќе настапат и локалниот диџеј Darkman и бугарските диџеи Double D и диџеј Diaz. На втората фестивалска вечер пак ќе настапат македонските хип-хоп звезди Елде Пистолеро и Тонио Сан. Организаторот на фестивалот подготвува уште неколку изненадувања за двете фестивалски вечери. Инаку промотивниот пакет дводневни фестивалски влезници е веќе пуштен во продажба по цена од 200 денари, а влезници може да се набават во културно-информативниот центар Романса во Македонска Каменица или на самиот влез на фестивалот. Инаку True Sound of Каменица 2015 има за цел промоција и афирмација на урбаната култура и урбаниот начин на живот. Фестивалот е поддржан од општина Македонска Каменица, Рудник Саса и уште од неколку локални фирми и институции. Со целовечерен концерт на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот во петокот официјално започна Штипското културно лето. Посетителите беа презадоволни од концертот која презентираше македонската традиција. За љубителите на класичната музика, вечерва во уметничката галерија Безистен предвидена е вечер на пијано на која ќе настапат членови на клавирскиот оддел при Универзитетот Гоце Делчев. Со целовечерен концерт на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот во преполната сала на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во петокот официјално започна Штипско културно лето 2015.
Импресиите на присутните беа позитивни, презадоволни од тоа што се случуваше на сцената, а тоа што се случуваше беше презентирање на македонската традиција преку сплетови од повеќе ора и песни оставени во аманет од нашите предци. Како поминавте на концертот вечерва? Добро, многу убаво. Убаво ли играте? Супер, супер. Супер, убаво. Кој оро најмногу ви се бендите? Па Повардари, па сите. Прекрасно, многу убаво. Лал да име на организаторите, многу убаво. Концертот беше многу убав, супер. Сите и големите и малите играа многу убаво. Од концертот најзадоволен беше председателот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот, кој претходно најавуваше дека игрорците на нивниот 10-ти самостоен концерт за 5-годишното постоење достојно ќе го започнат и годинешно во 30-то издание на Штипско културно лето. Нормално како на секој концерт салата е преполна. Презадоволна публика гледам и мислам дека се достојно се представивме и секоја година сме се подобри и подобри. Според програмата на Штипско културно лето за вечерва во уметничката галерија Безистен предвиден е концерт за љубителите на класичната музика, насловен како Вечер на пијаното. Со почеток во 20 часот, студентите од клавирскиот оддел од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев на пијано ќе ни ги пренесат делата на Фредерик Шопен, Сергеј Рахманинов, Клод Дебюси, Карл Хајден, Франц Лист и Едвард Григ. Старо нов градоначалник на единствената македонска општина во Албанија е Едмон Темелко, кому ова му е трет мандат на функцијата. Темелко беше кандидат на единствената партија на македонците, Македонска алијанса за европска интеграција. Советнички места очекуваат во повеќе општини. Со своји листи за советници партијата учествуваше во 16 од вкупно 61 општина. Уште две лица починаа во Јужна Кореја од блискоисточниот респираторен синдром МЕРС, со што вкупниот број на починатите е 27 лица. Вакцина против овој вирус не постои. Во светот, според Светската здравствена организација, до 16 јуни се регистрирани 1321 случаи на зараза. До сега се починати над 450 лица. Чилијанските власти денеска прогласија вонредна еколошка ситуација во престолнината Сантјаго и во регионот околу него. Над 900 фабрики привремено ќе се затворат, а издадена е забрана за движење по улиците за околу 40% од вкупно 1,7 милиони автомобили во Сантјаго. Жителите на чилијанската престолнина се советувани да не се движат на отворено. Мерката е воведена во моментот кога земјата е домакин на континенталното фудбалско првенство на Јужна Америка, Копа Америка. Едно лице почина, а над 80 се повредени во тешка сообраќајна несреќа која се случи утро во околу 4 часот и 10 минути кај Бубањ поток, кога автобусот се превртел. 5 мина пациенти се примени на оделението за реанимација на клиничкиот центар, а 13 деца се испратени во детската болница. Несреќата се случила на автопатот Ниш-Белград, кога автобусот ја пробил металната ограда и излетал од патот. На денешниот совет за надворешни работи на Европската Унија, што ќе се одржи во Луксембург, ќе се разговара за ситуацијата во Република Македонија. Според агендата, шефовите на дипломатиите на земјите од Европската Унија за нашата земја ќе разговараат со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата. Заклучоците што ќе ги донесе Советот на Европската Унија овој четврток и петок ќе бидат усвоени од шефовите на државите и на владите на земјите членки на Европската Унија на самитот на Европскиот совет. Седумдесет пензионери од источниот регион беа дел од 20-тите поред пензионерски спортски игри, кои се одржаа на 12 јуни во Струмичко Ново село. На 20-тите јубилејни спортски пензионерски игри, пензионерите од источниот регион се надпреваруваа во 13 дисциплини, од кои во 12 освоија први места. Денеска сме собрани тука со сите пензионери спортисти кои учествуваа на 20 јубилејни, 20 јубилејни регионални спортски игри, каде што постигнаа во нашиот регион седми, постигнаа доста резултати, односно сме прво место во регионот и тоа заслужува едно големо внимание да и направиме ние денеска на пензионерите и ние руководството со нив заедно да прославиме и со вас со телевизиите, што мислам дека е многу важно, бидејќи без вас малку ќе бидеме рекламирани. Овие игри се во функција на здравието и рекреацијата на пензионерите, кои што велат дека спортот пред се за нив е здравие, а со овие игри она што е важно е дружбата помеѓу нив.
Прв пат учествувам на јаже влечење и освоивме прво место и многу е добро дружењето и да одеш да тренираш со пензионерите и спортот е здравје, немаш проблеми друго што да мислиш, супер беше се најдобро и освоиме прво место. Прво место поединечно и групно, али со сета захвалност на претседателот и на нашиот тренер Никола Белјански, кој седи од труд и сета организација што ни е посвети на нас да успееме, тоа е се од него. Надпревар теглење на јаже на жени, земаме прво место. Надпревар имаме со Ново село, Радовиш. И секогаш кога одеме на надпревари, секогаш сме први. Надпреварувам се 12 години. Не паметам едни регионални надпревари да не сме победиле. Работам со пензионерите веќе 10-11 години. Иначе оваа година освоивме највеќе од 21 први места што се десува, бидејќи машки се 11 дисциплини, жените се 10 дисциплини. Од тие 11 од 21 дисциплина ние освоивме 12 први места. Со одличните спортски резултати, пензионерите од Штип и Источниот регион ќе учествуваат и на републичките спортски игри кои ќе се одржат на 5 септември во Скопје. Дваесет и девет основци се запиша во спортската академија во средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Покрај останатите паралелки во кои може да се запишат сите основци во средното општинско училиште Колен Ехтенин, втора година поред постои спортската паралелка, односно спортската академија. Селектирањето беше минатиот месец, а беа пријавени 60 ученици. Втора година, прва година значи помина, беа запишени 24 ученика, можноста за запишување е 34 ученика. Дозволата за запишување во овие паралелки оди исклучува преку Фудбалска федерација, бидејќи станува збор за спортска паралелка фудбал. Фудбалска федерација на Македонија од 1.9.2015 година ја зима целосно ингеренцијата над оваа академија и максималниот број значи 34 ученика. Начинот на примање на учениците е преку селекција која се одвиваше во два периода. Едниот период беше, едниот селективен дел беше во април месец, а другиот беше во мај месец. Моментално, значи, втора година сега се запишуваат учениците во прва година, значи, али втора година поред, се запишуваат можниот број за запишување 34 до сега, значи, со одобрение, со потврда од Фудбалска федерација имаме само за 29 ученика. Само да напоменам дека некаде околу 6 ученика беа на тестирање, али само 29 ги задоволија критериумите на ФФМ. Поради големата заинтересираност на учениците и нивните родители за запишување во спортската академија, од новата учебна 2015-2016 година за спортската академија, отворени се дисперзирани паралелки во 7 општини низ Македонија, и тоа Штип, Велес, Гостивар, Охрид, Прилеп, Струмица и Битола. Инаку учениците спортисти во спортската академија исто така ќе бидат дел од процесот на државна матура и ќе може да одлучуваат дали ќе полагаат државна или училишна матура. Спортската паралелка функционира одлично со добро постигнати резултати. Минатата година учениците спортисти учествуваа во државното првенство во фудбал во спортските академии и се најдоа на третата позиција. Заврши првиот дневник на Канал Плюс. Овие и други содржини гледајте неповторно во 20 часот. Во меѓувреме информирајте се на kanalplus.mk.